Откако апелациониот суд ја укинува пресудата на Основниот граѓански суд Скопје, донесена во корист на новинарите и повторно го врати на судење предметот во кој поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев ги тужи Сашка Цветковска и истражувачката репортерска лабораторија, станува јасно дека речиси уништеното новинарство во Македонија системски се доуништува. Силата Бога не моли, а мокниците ги испружиле своите пипци до сите институции кои испорачуваат правда по нарачка. Во таква ситуација, само по себе се наметнува прашањето кој будала за ситни пари во иднина се занимава со професијата новинарство и зошто. Епилогот за декларативното слободно новинарство во државата ги сведе медиумите на маркетиншки гласила кои за да преживеат рекламата ја прават 200 веста реклама. Затоа граѓаните кои заборавија што беше тоа критичка вест, истражувачко новинарство или новинарство во основа да е опозиција на секоја власт, од сите страни се бомбардирани со кој што продава или купува, со какви попусти, какви услуги нуди. Тоа во суштина не е новинарство. Состојбите уште попарадоксални ги прават единиците на локалната самоуправа кои самите пласираат вести и информации во јавноста, играјќи ги улогите на уредници и новинари, а користејќи ги социјалните мрежи, па логично, новинарите не им се потребни. Прво затоа што тоа што го објавуваат им е бесплатно. Второ, ги држат на растојание тие што може да им постават непријатни или незгодни прашања. При тоа сите забораваат дека новинарството е еден од главните столбови на демократијата, без кое нема напредна држава.